Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје се разбира во него и нова тема на која што утрово ќе разговараме. Зборуваме за лимфедем и мануелна лимфна дренажа. Лимфниот систем е тивок, но исклучително важен дел од нашето тело. Кога тој не функционира правилно, телото веднаш ни испраќа сигнал. Затоа зборуваме за една состојба која често се јавува, но ретко се препознава навреме. Лимфедем, зошто се појавува и како се третира? На оваа тема утрово разговараме со магистер Македонка Силјановска, дипломиран физиотерапевт, сертифициран лимфотерапевт, кинезитеп практичар. Добро утро, Македонка, и добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро, благодарам на поканата. Да. Пред да почнеме и да ја обработуваме темата која што ја најавив, би сакала само кратко. Ако порано пред години луѓе кога ќе се пожалеа на временските услови или промената на времето, велевме метеоропати се, ретки се, ги броевме на прсти, сега сите како да станавме и да сме во истиот тој кош и во истата таа група. Дали ваквото променливо време, 10 на 12 степени разлика од една до друга недела, влијае на секој од нас? Го гледате ли тоа во секојдневието? Се жалат ли на болките? Дали после повреди, операции или пак едноставно оние кои што имаат проблем со мускулно-скелетниот систем? Како не? Секојдневно се соочуваме со таква проблематика и не може да не влијае промената на атмосферскиот притисок и толкава температурна разлика на нас како живи организми, затоа што значи кога металот, да речеме, претрпува различни промени, како не, мислам, човечкото тело, кога ние сме, да речеме, во состав околу 75% нашето тело е од вода. Сега рачунајте, значи ако атмосферата, ако космосов влијае, може да делува на океани и на мориња, кои, мислам, зошто да не делува и на нашето тело. Така, кога, како што споменав, значи 75% од нашето тело е вода. Дали ако сме доволно физички активни, ако сме во добра физичка кондиција, полесно би ги поминале и овие вакви временски промени и разлики? Дали физикалната терапија треба да ја применуваме и во други ситуации, освен кога ќе ни биде препорачана заради одредена состојба? Знаете како, физичката активност генерално значи е неизоставен дел од нашиот живот. Сега нашата култура, да речеме, тука едноставно тој култ кон физичката активност некако се смета како ета така. Као сите си бараме изговор као немаме време, меѓутоа тоа треба да биде составен дел од нашиот животен стил. Така да, за разлика од источните народи, каде што, значи, неминовно, значи, секојдневно физичката активност, што се вика барем 10-15 минути во текот на денот, може секој да одвои. Значи, и тука кај нас едноставно треба малку повеќе да се работи на превенција и секако, значи, физички активните луѓе се со многу помали проблеми, да речеме, затоа што се одржува еден нормален циклус, значи физиолошки циклус. Имаме подобра циркулација, имаме, значи, едноставно телото ни е во функција ставено и, да речеме, тоа... И повеќе енергија и нема да го чувствуваме оној замор на кој се жалиме сите. Така е. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па веднаш по нив ја почнуваме и темата за лимфедем и за мануелна лимфна дренажа. Останете со нас до самиот крај, следете не, повелете, јавете се и поставете прашање. Со магистер Македонка Силјановска, дипломиран физиотерапевт, сертифициран лимфотерапевт, кинезитеп практичар, зборуваме за лимфедем и за мануелна лимфна дренажа. И за да разбереме, Македонка, што е лимфедем, прво треба да разбереме што е лимфниот систем, како функционира, бидејќи токму од таму и почнува проблемот. Така е. Лимфниот систем представува циркулаторен систем, меѓутоа за разлика од венско-артериската циркулација, лимфниот систем се движи само во еден правец. Значи се движи од дисталните, од најдалечните делови према центарот.
Лимфниот систем ни е многу важен значи за нас, заради тоа што лимфниот систем ја одржува рамнотежата на течностите во нашето тело. Сега, ако се наруши, значи таа равнотежа, дали да речеме хируршки зафат, одредени, да речеме, состојби кои што, да речеме, можат едноставно да се изреагира преку отоци, значи не мора после хируршки зафат, многу други состојби, хронични, така можат да речеме да создадат проблем во таа равнотежа на течности. Настанува преплавување, значи на ткивата со течност, и кога имаме одреден проблем, значи лимфниот систем, застојот кога имаме застој, значи не може таа лимфата нормално да циркулира, да се превземе, значи, од лимфните садови и да се транспортира во венската циркулација, каде што, да речеме, преку венска циркулација, преку бубрези, бешика, значи се изфрла на најприроден начин. Ги споменавте лимфните јазли. Лимфниот систем го сочинуваат лимфни јазли лимфниот систем го сочинуваат, значи, лимфните капилари, лимфните канали, лимфните јазли, слезената исто така спаѓа во лимфниот систем, крајниците, значи лимфниот систем е еден сложен систем и доста важен. Ако не функционира лимфниот систем, значи за 24 часа може да настане до автотоксикација, значи на нашето тело, така да значи тоа е со смртен исход. Така да многу е важна улогата на лимфниот систем, затоа што покрај, да речеме, покрај подигање, покрај лимфниот систем учествува во имунолошкиот систем, значи во лимфните јазли се создаваат лимфоцитите кои што се, нели, борци против сите штетни материи кои што, да речеме, во нашето тело навлегле, биолошки организми, значи вируси, бактерии, разни токсини. Исто така лимфниот систем учествува во транспортот на големите макромолекули, на протеините, на масните клетки кои што, да речеме, капиларите не се во можност да ги абсорбираат и да ги пренесат. Ајде малку да пообјасниме, значи, како настанува лимфата. Значи, во нашето тело се врши капиларна филтрација на дневно ниво, некаде од прилика околу 20 литри крв се филтрира низ капиларите. Меѓутоа, околу 17 литри од таа филтрација, значи крвните капилари си ја превземаат и ја пренесуваат, значи, во циркулацијата. Меѓутоа, некаде околу 3 литри слободна течност останува во нашето тело, значи во меѓуклеточниот, во интерстициумот, така да таа течност е како слободна течност која што лимфниот систем треба да ја превземе и да ја транспортира. Сега, како што споменав, значи тука имаме големите макромолекули, масни клетки, протеините, кои што треба да се вратат, значи, во циркулаторниот систем. Ако имаме застој, значи, на лимфниот систем, да речеме природата на некои одредени хируршки зафати бара да се отстранат лимфни јазли, да. Со самото тоа се стопира лимфниот пат. Како што споменав, значи лимфата се движи од крајните делови, значи од дисталните делови према центарот. Значи поминува низ лимфните јазли, значи тука имаме имунолошкиот одговор на лимфоцитите каде што, значи, ги уништуваат биолошките организми и токсини. Така да лимфата прочистена, значи, се пренесува фактички во венската циркулација.
Најголем собирен лимфен сад ни е цистерна хили, која што ни се наоѓа во абдоминалната празнина. Таа ни е како најголемиот колектор и потоа преку има два лимфни канала во нашето тело. Дуктус торацикус и дуктус лимфатикус, кои што ја пренесуваат, значи, лимфата од нашето тело во венската циркулација и на тој начин фактички се врши елиминација на вишокот на течност. Движењето е во една, во една насока. Движењето е во една насока. Лимфата се движи, значи затоа и преска тоа што спомнавме, физичката активност колку ни е важна. Значи кај венско-артериската циркулација, значи срцето е пумпата која што ја движи крвта. Меѓутоа кај лимфата немаме пумпа. Значи лимфата се движи по пат, значи на физичка активност, значи со активноста на мускулите, со контракцијата, значи на мускулите, лимфата ја придвижуваме. Физичка активност, значи кога имаме нормално поголема физичка активност, ја зголемуваме и циркулацијата. Така да кога имаме застој, значи одреден проблем, телото не е во можност да ја превземе вишокот на течност, останува во ткивото, фактички ткивото е преплавено со лимфа. Тука е улогата на третманот лимфна дренажа, да речеме, каде што на механички начин, значи ние по колатералите ја одведуваме лимфата по други патишта, затоа што природниот пат е прекинат. А кога веќе ги споменавме и лимфните јазли, тие знаат да отечат кога имаме инфекција, после некое воспаление. Да. Знаеме да ги почувствуваме или пак да се видат, така? Да, тие се видливи и знаат да се зголемат. Меѓутоа тоа се фактички реактивни. Мирливо, така и краткотрајно. Да. Кога ќе се смири фактички инфекцијата, се смируваат, значи се враќаат во нормална функција лимфните јазли. Тоа е реактивно зголемување на лимфните јазли и тоа се третира нормално. Така. Споменавме и дел од причините, дел од ризик факторите, како рековте, најчесто после операции кај карцином на дојка, бидејќи се отстрануваат и лимфните јазли и тука веќе почнува да се создава лимфедемот. Нарушување во лимфниот систем всушност се случило. Да, нарушување во лимфниот систем и фактички лимфниот систем представува, ајде да го пообјасниме така малку полесно да се разбере, лимфниот систем представува канализација на нашето тело. Сите отпадни продукти што ги создаваме, значи метаболички отпадни продукти што се создаваат, се изфрлаат преку лимфниот систем. 2006 година чинам Светска здравствена организација лимфната дренажа ја има фактички ставено во редот како најефикасните детокс третмани, процедури за прочистување на лимфниот систем. Така што лимфниот систем представува, како што споменав, канализација која што, значи, сите отпадни... Го прочистува нашиот организам и тело, така, од отпадните. Да, и на почеток споменав, значи, ако не функционира, значи, буквално доаѓа до труење, до автотоксикација, значи, на целиот систем. Каде се создава тој застој или лимфедемот, така, отокот, така, кој што на рацете, на нозете, најчесто? Значи, сега, да речеме, претежно кај карциноми на дојка, кога имаме пациенти оперирани, се вадат регионалните лимфни јазли под пазувите. И како што споменав, веќе лимфниот пат тука е прекинат. Настануваат големи отоци на раката,
додека кај уринарни, генитални, да речеме хируршки зафати, настанува отекување на нозите, на долните екстремитети. Исто така, таму регионалните лимфни јазли се наоѓаат во препонскиот дел и можеби, да речеме, некогаш во одредени случаи и после зрачна терапија да се уништат лимфните садови, односно настанува дослепување на ткивото и фактички стопирање протокот на лимфата. Затоа што лимфата, ви кажав, значи дел ја превзема лимфниот систем во своите канали, во своите садови, меѓутоа голем дел си останува, значи, слободно да се движи во нашето тело. И така и треба, фактички ние треба постојано да бидеме хидрирани. Затоа што лимфата, значи, учествува и во други да речеме активности во нашето тело, значи движењето на мускулните фасции, значи треба тоа да биде непречено, а тоа се овозможува, да речеме, со лимфата. Едноставно таа е слободно, значи си тече низ нашето тело. Така да. Вишокот го собираат лимфните капилари, лимфните садови. А иначе нормално дека лимфата, значи, се нормално, да речеме, тече низ нашето тело, слободно. Така. Кога ќе настане одредено нарушување или веќе проблем во лимфниот систем, како почнува да се манифестира? Отокот е првиот кој што и очигледен и се гледа. Што друго се чувствува? Има друга симптоматологија која што пациентот или индивидуата ќе ја почувствува? Така, најчесто кога имаме, да речеме, застој на лимфниот систем, некако пациентите тоа го опишуваат како преку ноќ да им се појавил оток. Меѓутоа, секогаш почнува постепено тој оток да се јавува. И, да речеме, на почеток не се ни чувствува, фактички се активираат некои компензаторни механизми и не се чувствува отокот. Не го ни приметуваат пациентите дека почнал да настанува оток. И во еден момент кога ќе почнат да ја чувствуваат тежината, да речеме, на раката или ногата, и тогаш стануваат свесни дека всушност веќе настанал сериозен оток. Обично го опишуваат како трнење на прстите или нормално тежината веќе почнува да се чувствува. Некакво затегање чувствуваат? Трнење, затегање, да. Меѓутоа тоа е веќе во онаа фаза, знаете како, кога имаме евидентен више оток. Проблемот е тоа што, да речеме, ако отоците, значи, не се третираат на време, лимфата фактички ја менува својата структура. Значи, од течна преминува во желатинозна состојба. После тоа, следна фаза е фактички слепување на подкожните ткива, така што, да речеме, таа желатинозна некоја состојба почнува да ги слепува, значи, подкожните ткива со масното ткиво, така да веќе почнува да се јавуваат и фиброзни промени. И тогаш е многу тешко, да речеме, многу тешко и долготрајно тоа да се истретира, да се врати во некоја нормална состојба на ткивото. Затоа е најдобро навремено да се почне, да речеме, со третмани. Значи си има своји фази, а најдобро е кога првично и помалку ќе ги чувствуваат симптомите, а сепак забележале некоја промена. А сепак се забележало, треба, значи, веднаш да се почне со одреден третман, макар носење на некои компресивни, да речеме, додатоци, дали ракавица или компресивни чорапи, за да не настане деформација на ткивото. Затоа што после тоа, знаете како, сите тие процеси, значи тука имаме
деформација на подкожното ткиво со тоа што еластинот, колагенот, значи не може да се врати во првобитната состојба. Ако се почне на време, кога веќе еластичноста значи не е нарушена на ткивото, тогаш и многу полесно може да се менаџира тој оток. Така да јас би сакала и некогаш во некоја емисија да речеме да ја припремиме пациентите кои што веќе се соочуваат со ваква проблематика, значи должни сме ние и да ги само обучиме да се само масираат. Фактички да се само третираат, затоа што знаете како и во развиените земји, да, скоро пред 80 години веќе во развиените земји лимфната дренажа е вклучена во здравствениот систем како третман, да речеме, на овие состојби. Меѓутоа, исто така се едуцираат пациентите сами да си помогнат, затоа што ова е хроничен проблем. Не може еднаш да отидете и да се реши проблемот. Сега нормално. Сакате да кажете и пред да почне да се прави мануелната лимфна дренажа од специјализирано лице, така? Специјализиран лимфотерапевт, или пак откако веќе ќе се направи, па потоа во домашни услови да продолжат да го применуваат? Така. Значи прво се фактички од стручно лице, значи се прави лимфната дренажа, отприлика знае пациентот како тоа треба да изгледа и во исто време значи се врши и едукација на пациентот со тоа што да речеме да може да си помогне самиот, затоа што тоа е состојба, како што кажав, значи што е хронична. Да речеме има пациенти кои што се соочуваат со тој проблем 10-15 години, меѓутоа тоа се менаџира. И сега знаете како, не секој има време да речеме тоа редовно да оди на третмани. И за жал кај нас се уште да речеме не е вклучено како третман во нашиот здравствен систем како редовен третман, така да знаете како секој пациент има потреба, огромна потреба има, затоа што се повеќе и повеќе расте бројот на луѓе со овој проблем и навистина треба да речеме да се обрне малку повеќе внимание на сето тоа. Да, во одредена институција. Се прави предходна проценка каква е состојбата пред да се почне со лимфната дренажа, мануелната? Важно ли е тоа? Важно е и тука мора да спомнеме дека фактички не секогаш секоја состојба дозволува да се работи лимфната дренажа. Има ситуации кога и не смее да се почне. И кога и не смее, значи да се работи. Значи апсолутни контраиндикации за лимфната дренажа, меѓутоа и за сите останати физикални процедури, значи е отоци, длабока венска, кои што се да речеме каде имаме состојби, длабока венска тромбоза, каде што имаме срцева слабост, сите фебрилни состојби, вирусни и бактериски инфекции. Значи тоа ни се апсолутни контраиндикации каде што не смее да се работи лимфната дренажа, каде што да речеме може да влошиме отколку да подобриме. Така и затоа добро е да се направи проценка и треба да се направи сертифициран терапевт, лимфотерапевт да го изведува сето тоа. Така е. За жал кај нас малку тука сме да речеме во нашиот систем малку да речеме и пациентите не се заштитени, меѓутоа и ние како струка, како физиотерапевти заради тоа што знаете како, има реклами, секој голем број од козметичките салони, значи го нудат тоа како третман. Ајде да речеме кај здрава особа. Целулитот? Па и антицелулитните, да, и антицелулитните, меѓутоа го нудат како услуга и како лимфна дренажа. Кај здрав човек не може некој посериозен проблем да се направи, меѓутоа кај луѓе кои што веќе имаат, знаете како,
веќе некој медицински проблем, тука може да настанат сериозни проблеми. Наместо да се подобри состојбата, може многу, да речеме, баш спротивно, да се влоши состојбата. Така да тука малку, знаете како и законски не сме заштитени ние како струка, меѓутоа и одговорноста, значи, према пациентот. Затоа што знаете како сега секој, да речеме, кој се соочил со одреден проблем, верува. Едноставно верува и оди да му биде и го бара решението. Го бара решението. Меѓутоа, ви кажав, значи малку тука треба да се стави и некој ред. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, а потоа и ќе објасниме како се изведува мануелната лимфна дренажа. Сега. Останете со нас. И веднаш по рекламите продолжуваме понатаму и да објасниме македонка како се изведува мануелната лимфна дренажа. Можете ли да ни покажете барем малку на раката, на ногата? Сега нема да ја имаме целосната нели слика или приказ, меѓутоа барем од прилика како се почнува и зошто не се почнува од местото каде што отокот се направил. Да, мануелната лимфна дренажа малку се разликува од сите тие, да речеме, масажи кои што се применуваат како работа на тело. Преска тоа што го споменав, значи најголемиот собирен канал, најголемиот собирен сад на лимфата ни е цистерна хили, која што ни е во стомачната празнина се наоѓа. Отокот, да речеме, се наоѓа на раката и да речеме исто тоа и кај пациентива малку така збунува, зошто се третира стомакот прво, па после тоа, да речеме, се преминува на отечениот дел. Значи, прво, фактички се активираат најголемите лимфни садови. Лимфната дренажа секоја се почнува, да речеме, централно од стомакот, активација фактички на јамичките што ни се тука околу вратот, малку да се стимулираат лимфните дуктуси, кои што фактички се главните преносувачи на лимфата и најголемите. Значи, прво одиме фактички од најголемите садови, знаете како се таа по некоја логика, значи, кога ги исчистиме ние големите лимфни садови, можеме многу полесно, да речеме, да ја отстраниме вишокот на течност, вишокот на лимфа од останатите делови. Затоа што, ако почнеме ние, значи, од локално, каде што е настанат отокот, а не сме исчистиле или не сме активирале големите канали, нема ние каде да ја одведуваме лимфата. И таа е малку логиката која што тука се оди по некој обратен пат. Меѓутоа, тоа се можат, како што кажав јас, и самите пациенти дома да си го применат. Значи, почнуваме прво најголемите лимфни садови, да ги очистиме, да ги активираме и потоа одиме, да речеме, ајде конкретно за раката ќе почнеме. Како што споменав, значи, лимфата се движи од најдалечните делови на нашето тело оди према центарот. Сега, кај отоци на рака. Значи, имаме ние тука веќе застој на лимфниот пат. Извадени се лимфните јазли под пазувите. Одиме, значи, прво од делот кој што ни е близок до центарот, односно до соседните лимфни садови кои што треба да ја превземат лимфата. Значи, се оди прво од најблискиот дел, од екстремитетот кој што е до центарот, значи се почнува прво од рамото. Сега, пошто тука имаме застој во подпазувите, значи одиме, лимфата се одведува, значи, преку рамото и се оди сегмент по сегмент. Значи сме почнале прво од најблискиот дел, па од соседниот, значи, сегмент на раката. Значи, последно нешто кое што треба да истретираме се прстите. До овде дојдеме. Да. Значи се оди, како што кажав, постепено. Од најблиските према најдалечните делови на раката,
со тоа што да речеме движењето се оди во еден правец. Значи движењето се оди према центарот, не треба према периферијата. Заради тоа што ако да речеме тоа движење ќе штуркаме овде, ќе донесеме повторно. Значи ќе оставиме на исто место каде што била. Каде што била, да. Нежни се тие движења. Многу е важно така да се потенцира дека притисок минимален има. Зошто не смее да се притиска? Не смее да се притиска затоа што и движењето на лимфата се изведува споро. Значи природно во нашето тело лимфата се движи споро. Ние фактички лимфната дренажа е спора и многу нежна затоа што најголем дел од лимфните садови ни се под површината на кожата и не треба да се прави голем притисок. Заради тоа што знаете како што настанувала лимфата, значи како што настанува лотокот, ние по тој пат фактички треба и да го отстрануваме постепено, значи слој по слој. Затоа што не можеме ние да почнеме од длабоките со висок притисок, значи со голем притисок, заради тоа што, значи прво треба да очистиме површинскиот дел, па за после да стигнеме ние во подлабоките слоеви. Така да, значи не можеме ние да одиме против природата на нашето тело или против функцијата на физиолошката функција на нашиот систем. Олеснувањето кога се чувствува, од што зависи колку третмани ќе има? При крајот сме на емисијата, ама барем во пократки црти да го споменеме и тоа. Знаете како? Не постои правило никое. Се е индивидуално. Дури кај одредени пациенти, значи си се воспоставува па некој нормален проток, значи телото си пронаоѓа, си формира своји мрежички, фактички си се воспоставува некој нормален проток со тек на време, така да се е индивидуално. Нема правила, знаете како, тоа е произлезено, мислам, сепак пак ќе ги спомнам јас, козметички салони, пакет третмани, па толку треба да се направат или не знам, знаете, се нудат. Меѓутоа, се е индивидуално како телото, значи ќе го прифати третманот. И многу е важно, како што преска спомнавме, носењето на компресивните чорапи и ракави. Да, тоа е дополнително, освен и покрај мануелната лимфна дренажа, така? Така. И е тоа, да речеме, исто така посебен вид на компресивни завои кои што се применуваат за оваа проблематика. Тоа се шорт стреч завоите кои што да речеме кога се на екстремитетот, значи намотани, значи не прават голем притисок, меѓутоа при движење па емитираат фактички како да се работи дренажа. Малтене таа им е функцијата, пријатни се за носење и тие се специјални за лимфедеми. Да, и сето тоа е во склоп на добрата информираност и едуцираност на пациентите кои што го имаат овој проблем. На крај само да заклучиме дека не треба да ги игнорираме симптомите кога ќе се појават, посебно кај онаа група пациенти веќе кои се во ризичната група, бидејќи проблемот се решава. Така е. Колку навреме, значи, се почнат пациентите со третман, толку и поефикасен и побрз ќе биде одговорот на ткивото на телото. Така. Ви благодарам за гостувањето, се надевам и верувам во некоја друга прилика кога повторно ќе зборуваме за ова и практично ќе можеме нели да подобјасниме преку некој графикон или како поблиску да го доближиме. Така. Да го приближиме побрзо до пациентите, до гледачите. Да. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.